Марија. А јас сум Драган Митров, студент основно училиште Страшо Клинч Дркарбинци и ова е нашиот екоодржлив пластик. Нашиот проект е модел на пластеник во кој е интегрирана најновата технологија со која автоматски може да се регулира растот и развојот во самиот пластеник. Ние употребивме обновливи извори на енергија и нашиот пластеник е направен од реупотребни материјали. Целта ни е да промовираме производство на храна и да го зајакнеме индивидуалниот градинарски производствен капацитет со потреба на технологијата. Ние сакаме да подигнеме свеста и интересот за еколошко и одржливо производство на храната и со тоа да постигнеме синергија помеѓу енергија, храна и економски раст. Елементи на нашиот модел се систем за автоматска регулација на основните услови, систем за дополнителна поддршка на растот и развојот, систем за обезбедување на енергија од обновливи извори, функционална табла за следење регулација од далечина, транспортна количка. Нашиот систем за наводнување функционира во зависност од влажноста на почвата во самиот пластеник. Прво ја колектираме и филтрираме водата од дождовницата во поголем резервоар. Таа вода, во зависност од потребата, се префрла во помал резервоар, кога влажноста на почвата во пластеникот е мал. Тогаш на микробитот имаме чадорче кое укажува дека дождовницата се префрла во малиот резервоар. Оттаму, преку систем капка по капка, водата се движи во пластеникот и дополнително за задржување на влажноста имаме фолија. Таа фолија ја штити почвата од раст на несакани растенија. Кодот е конструиран така што од пин 0 чита вредности за напонот, односно влажноста, и ако прочитаната вредност е помала од 500, покажува чадор и преку пин 2 го активира сервомоторот кој од поголемиот префрла вода во помалиот резервоар. За ова испраќа информации до функционалната табла. Во самиот пластеник имаме два микробита во улога на термометри кои ни ги испраќаат информациите за температурата внатре во пластеникот и за надворешната температура. Системот за регулација на температурата се врши преку вентилација и прозорец. Вентилацијата се вклучува од функционалната табла по потреба зависност од температурата во пластеник. При многу висока температура се отвори прозорецот. Вклучувањето на вентилацијата и отварањето на прозорецот може да се испрограмира да биде автоматски без команда од функционалната табла. Кодот за вентилација функционира во радиогрупа 20. На добиена команда од функционалната табла се стартува вентилацијата, работи во две фази преку зголемување и намалување на вредностите кои ги испраќа до пин 0. Се исклучува на добиен сигнал од функционална табла. Кодот за прозорец функционира во радиогрупа 60, така што на добиена команда сервомоторот отвара и исто така го затвора прозорецот. Системот обезбедува дополнителна поддршка базирана на научни сознања. Едното од нив е сина светлина, затоа што со сина светлина растенијата побрзо растат. Другото е музика, затоа што вибрациите од одреден вид музика го стимулираат растот и развојот на растенијата. Истите се вклучуваат од функционалната табла. Кодот за музика функционира во радиогрупата 100 и на добиен сигнал од функционалната табла се вклучува, односно исклучува композицијата Ода на радоста. За сината светлина користевме дополнителен уред зипхала кој што го испрограмиравме да свети сино при вклучување од функционалната табла. За обезбедување енергија конструираме систем со кој планираме да користиме енергија од ветерот и енергија од сонцето. Во моментов системот е во експериментална фаза. Преку конструираната ветерница го мериме капацитетот на енергија која можеме да ја добиеме од ветерот, а преку експерименталниот сончев панел го мериме капацитетот на енергија од сонцето. Информациите тие ни ги праќаат до функционалната табла. Кодот од енергијата од ветерот е во радиогрупата 50. Тој постојано чита вредност на напонот од пин 0 и најголемата прочитана вредност ни ја испраќа до таблата.
Кодот за енергија од сонцето работи во радиогрупа 40 и во одреден интервал преку сервомоторот го врти сончевиот панел, мерејќи јачината на светлината. Потоа го поставува панелот во позиција каде што јачината на светлината е на највисоко ниво. Функционалната табла се состои од 10 микробита, преку кои добиваме информации за внатрешната температура во пластеникот, надворешната температура, функционирањето на системот за наводнување, енергија од сонце и ветер. И преку неа ја регулираме вентилацијата, прозорецот, сината светлина и музиката. Исто така и добиваме и сигнали од алармниот систем. Кодовите за функционалната табла функционираат на сличен начин во соодветни радиогрупи. Испраќаат информации до уредите во пластеникот или пак примаат информации и ги прикажуваат. Алармниот систем алармира доколку некој ја отвори вратата на пластеникот со звучен сигнал и со информација до функционалната табла. Транспортната количка со далечинско управување ја креиравме за едноставен транспорт на производите од нашата градина. Конструираме и систем за заштита од неповолни временски услови и истиот е поставен, а во фаза на изработка е неговата автоматизација.